Аргумент плюс, како што најавив, денеска е за состојбите на онкологија на клиниката за онкологија. Мој соговорник е Ана Марјановиќ, Сдружение Хема Онко. Добар ден. Добар ден. Актуелна повторно оваа тема, дали циклично како одат тендерите или како се глави со тендерите, па така ја актуализираме, но веројатно оние пациенти на клиниката за онкологија заслужуваат одговори. Денеска имаме некои ставови од Министерството за здравство, но да одиме едно по едно. Во моментов каква е состојбата со лековите, терапиите, попрецизно да ги кажам, за пациентите, за граѓаните, за луѓето болни од рак? Вака, состојбата на онкологија, јас сум од оние кои што велат криво седи право збори, е подобра во однос на она што било во изминатите години. Значи, во овој момент, да речеме дека 70% од терапијата има, можеби и 80%, фалат повторно оние лекови кои што секоја година се, да речеме, спорни, а тоа се терапијата за дојка, делотерапијата за бели дробови и еден делотерапијата за меланом. Сега, со тоа кажано, нема оправдување или нема зборови кои што нас како пациенти ќе не смират во однос на тоа кое да е оправдувањето за зошто терапија нема и зошто терапијата не е навремена. Меѓутоа, од една друга страна, зошто јас велам оваа година е ситуацијата многу поразлична од минатата година, а тоа е дека ние до оваа година немавме вистински бројки од онкологија. И тоа правеше една состојба во која што не можеше ни да се предвидува што на овие пациенти им треба и што на овие пациенти не им треба. И ние со години наназад зборувавме колкава е важноста од еден регистар на онколошки пациенти во оваа држава да има, кој што ќе помогне пред се во планирањето и во проекциите за тоа колку средства важно да се знаат бројките и она кое што оваа година профилите успеавме да го издействувам и она кое што на вистина е за пофалба директорот на онкологија го изведи и го направи, имаме точни бројки на тоа колку пациенти се на која терапија и како овие бројки се движат. Каде настанува проблемот оваа година? Добро. Чисто јас бидејќи веќе ги имам бројките, сакам да поминеме низ знаете што, Марјановиќ, јас сакав посебно за регистарот за да добиеме сликата и трендовите. Каде е проблемот со регистарот? Прво сакам информацијата да ја затвориме ова што велиме, нема дел од терапијата за болни од рак на бели дробови, меланомот ми спомнавте и дојката се и горе доли најголемиот дел од тој дефицит. Прашувам колку време ја нема и дали може вие да профилирате, односно да оцените дали овој период може да биде критичен за луѓето што ја чекаат таа терапија. Вака, терапијата ја нема веќе од прилика 2 недели. Тоа во однос на пациентите и во однос на тоа каква е нивната, нели, здравствена проекција, не влијае во смисла, прво нема податоци кои што кажуваат, никој не тестира, јас тоа и минатата година го кажував, има па нема терапија, меѓутоа од една друга страна терапија се прекинува и поради настинка на пациентот, недобра крвна слика на пациентот и тоа не е, да речеме, животозагрозувачки. А кој вид на терапија нема имунолошка или редовна терапија? Станува збор за секогаш станува, значи за скапата биолошка и имунолошка терапија и тоа е терапија која што најчесто се дава во комбинација со друга терапија, што значи дека пациентите со делотерапијата се покриени, еден делотерапијата не фали. Јас повторно ќе кажам, секогаш е проблем, прво е од психолошки аспект проблем за пациентите кога нема терапија, во смисла дека вие во таа терапија го гледате вашиот спас и сакате таа терапија да ја примите на денот кога треба да ја примите и ефектот е најмногу од тој аспект, психолошкиот аспект на пациентите и стравот кој што се јавува кај пациентите. Од друга страна, оној друг дел медицинскиот, да речеме дека е дури и недоволно испитан од проста причина што предвиделе протоколите во одредени случаи да се прекинува терапијата според одредени индикации. Сега рековме регистарот ќе се навратиме, сака малку околу бројките да говориме. Добро, која е причината? Министров еве и денеска вели административно треба да се промени законот за набавки да можеме на време 3 месеци порано, покасно.
Зошто еве пациентите не навлегуваат и не треба да ги интересира тој административен дел, тој тек на тендерирање и на јавни набавки. Кога ќе отидат на терминот, сакаат да си ја прима терапијата, прашувам овој проблем со тие јавни набавки за доцнети, тие тендери не успеа да се затвори, не успеа да се реши, бидејќи очигледно е предвидлив. Се појавува негде, мислам, на почеток на година, јануари или крај на календарска почеток и на овој квартален период во месец март. Значи, еден е административниот дел од работите, меѓутоа е многу пореален финансискиот дел. Ние во Македонија немаме неограничени средства. Клиниката за онкологија минатата година доби точно одреден буџет. Во моментот кога тој буџет се троши, терапија веќе нема. И нема начин како да се набави нова терапија, освен ако не се направи некаков анекс договор, не се одобрат некакви дополнителни средства од страна на Фондот за здравство за да се направи набавка за нова терапија. Ако вие сте планирале овие тендери за тековната терапија, планираната не се на време спроведени и објавени. Значи ние минатата година прецизираме, сега тендерираме нови количини, од проектираните и предвидените. Значи ние минатата година имавме во април месец тендер кој што се објави и тој требаше да издржи до април оваа година. Така? Добро. Една година. Година. Средствата се тие, предвидените пациенти се тие. Парите треба да издржат од април до април. Парите во март месец ги снема. И тука доаѓаме до бројките од претходно со бројките кои што се денеска и зошто е круцијално и е важно да имаме работи кои што јас министерот денеска ја слушав, ќе се вратим и на тоа за кое што тој денеска го зборуваше, меѓутоа знаете како, притисокот го ставивме и ние како пациентска организација и целата јавност на онкологија и фондот. Тоа беше така. Парите ги дава фондот, онкологија ги има бројките. Оваа година ние се соочуваме со една нова ситуација во која што фондот минатата година го зголеми буџетот. Буџетот и се кажа тоа, да. Онкологија точни бројки има, значи јас ги имам тие точни бројки по пациент, по диагноза, по терапија и се увиде дека немањето на добри прогнози, односно добри бројки претходно, тотално е погрешно и оваа година како се распредели со тој буџет. Згоре на тоа, Министерството за здравство, јас се надевам дека оваа година ќе имаме малку подобра соработка, бидејќи во изминатата година не баш сме задоволни со соработката со Министерството за здравство. Планираме да имаме и една округла маса на која што ќе зборуваме. Протоколи официјални за лекување се уште немаме. Иако пациентите ништо помалку од европските не би прифатиле како протоколи. За вие да имате оправдување на една терапија, мора да се знаат нели на државно ниво протоколите. Клиниката за онкологија работи според овие протоколи, меѓутоа оваа година се соочивме со мораше да се објасни пред фондот по кои основи бројките, јас ќе ви ги кажам кои се бројките во рипање. Значи, да го земеме како пример палбоциклибот, една од терапиите која што ја нема. Да, за која што ја зборуваме дека ја нема, да. Во 24-та биле само 68 пациенти. Оваа година се 118 пациенти на оваа терапија. Значи тоа е веќе дупло зголемување, а во буџетот не беше толку предвидено. Рибоциклибот, 9 пациенти биле во 24-та. Во 25-та 43 пациенти се на оваа нова терапија. Со фезгото имаме малце помала разлика, 84 пациенти со 109 пациенти, меѓутоа фезгото требаше 20% да се зголеми буџетот, се испостави дека се 30%. И сега кога на тоа ќе додадеме и уште еден момент, оваа терапија тоа ние во Македонија до сега не го знаевме, не го знаевме, ние како пациенти го знаевме и докторите го знаат, дава долгорочна резултати, она што пациентите го сакаат. Животот на пациентите се продолжува. И вие сега се соочувате со не само рипање на бројката на пациенти, горе-доле дури за дојка е стабилна бројката на ново диагностицирани пациенти, меѓутоа на преживеани овие бројки скокаат. Чисто како нели да добиеме каде е разликата, 24 имало 6624 пациенти
нели, Добро. преживеани, во 25-та тоа се 7040 пациенти, а разликата во ново диагностицирани е негде околу 200 пациенти. И се ви имате 1000 преживеани, 200 нови, по автоматизам се создаваат бројките кои од потребата за зголемување на терапијата. Иако, сакате да кажете, иако буџетот беше сепак испланиран на повисоко ниво, со проекција дека не беше доволно, но сепак со проекција дека ќе расте бројот на Знаете како, пациенти. Имаме ние во однос на бројките, ова се бројки кои што се само од клиниката за онкологија. Проблемот се јавува што приватните болници нигде во оваа држава не се вклучени. Локално останатите болници, нели ние имаме центри во Тетово, во Битола и во сегдека на друго место, исто не се вклучени во овие проекции. Бидејќи оваа терапија повторно ќе завршат во на онкологија, и вие малку тоа ми е нелогично. Вие со бројки се реални, не се фиктивни на пациенти зборуваме. Меѓутоа, вие кога немате база на податоци од самиот старт, како точно да предвидите? Јас дури мислам, знаете како, оваа година се надевам дека ќе кажат и од фондот и од онкологија, ние имаме повторно зголемување, иако директорот Клековски во последната година ни се закануваше дека нема да има зголемување на буџетот на онкологија, сепак се одобри зголемување на онкологија буџетот и за 2026-та, најверојатно зашто видоа реални бројки и ја увидоа нема бегање, сепак ќе дојде март, ќе дојде април, ќе се создаде дефицитот, кога мора да се направи. Кога имате вистински бројки, нели не можеме да ги негираме вистинските бројки. Кога сме работеле во минатото без конкретни бројки, навистина многу полесно некој може да ви каже не ви е потребна терапијата или слично. И уште еден плюс, например, во клиниката на онкологија е тоа што оваа година за оваа терапија се одлучува исклучиво конзилијарно. Што значи дека пациентите се уште од еден аспект заштитени, дека не може, за мене има, за тебе нема, значи протоколот е тој, параметрите се тие, доколку имало за пациентот пред вас, ќе има и за вас. Сега па тоа направи еден гап, бидејќи нели нема доволно средства, да некои пациенти кои што на крајот од годината беа диагностицирани, односно имаа потреба од ова, да мора да го чекаат новиот тендер, од причина што во бројките од претходно немаше простор да се додадат новите пациенти. Зошто вели министерот административно да интервенираме во законите? Од друга страна, зошто министерот вели да административно да се улесни, за да не се чека толку долго за тендерирање на овие дополнителни количини? Имаме многу проблеми со тоа како се прават тендерите. Значи, покрај финансискиот дел, покрај со години бројките. Ние во Македонија набавуваме лекови, 100 пати сум рекла, како што набавуваме бетон. Тоа не може да е исто. Бетонот може да почека, улицата може да почека, пациент не може да чека и не е онкологија единствената. Еве гледаме дека има проблеми со ретки болести. Сигурна сум дека постои, иако се уште нема официјално и на детската клиника, и да не зборувам дека нели се појавија недостатоци на колковина. Се. Значи, парите маркери, значи реагенси и така натаму. Парите се тие, бројките растат, ние не знаеме како да се справиме со бројките од една страна. Сега тука можеме да се дискутираме за тоа дали оваа држава можеби се преценила со тоа што вели не имаме бесплатно здравство, а немаме капацитет да имаме бесплатно здравство. Добро, тука да и други фактори се. Така и други или фактори. Или нема сила и моќ превентивно да делува па во рана фаза, значи многу сила работи детерминираат каква е состојбата. Апсолутно немаме действување во превенција. Мислам дека експерти од Словенија се чудеа на стапката на рак на матка кај нас на жени, кога кај нив тоа се смета за статистичка грешка, а кај нас се третира овој тип на рак целосно, дури има и некои тотално потврлање во однос на превенција. Смртоносни, сакам да кажам, ама превенцијата е превенција имаме која ги знаете како ги става границите. Денеска од Министерството за здравство велат тендерите се проблем. Нели, и сакам тоа да го расчистиме малку. Што е во тендерите и во законот? Значи вака, законот за лекови е се уште во изработка. Постои платформа која што е организирана од страна на Светската здравствена организација повдолго од година дена, во која што членувам и јас, бидејќи бевме повикани како невладин сектор да бидеме дел од таа група на луѓе кои што нели ќе го разгледуваме законот. И тоа е едно од мој аспект незавршно дискутирање, кое што трае повеќе од година дена,
Во изминатиот период успеавме да донесеме заклучоци во однос на есенцијалната листа, тоа што денеска нели од Министерството го кажа. Меѓутоа се надевам, јас не ја видов таа верзија на законот во која што стои дека законски ќе се обрзуваме на 2 години да ја апдейтираме. Ри тоа што ако тој член не стои, онда апсолутно џабе ја направивме, сигурно ќе треба 10 години доколку не е ставен. Се уствоја неколку препораки, односно дека ќе има систем за следливост на потрошувачка на лековите, што е многу важно и кое што нели. Ако знаеме да следиме, ќе успееме, меѓутоа тоа сега колку софтверски ќе треба и колку време да се изреализира, јас навистина не знам. Меѓутоа, стигнавме до, например, промените од листа А на листа Б да се префрлаат лекови, што е многу важно, и да се прочисти листата А и листата Б, бидејќи оваа држава, јас не ја знам точната бројка на лекови кои што ги плаќа се на позитивната листа, а никој не ги користи, по мои претпоставки се огромни, бидејќи листите не се изчистени предолг период. И тоа се пари на оваа држава. Ете така, кој што тука најчесто не станува збор за онколошка терапија, најчесто станува за онаа терапија на кардио, срцеви заболувања, притисоци од тој тип на. Ајде да се вратиме на законските интервенции. Што требаше од овие заклучоци? Дали нешто се однесуваше на постапките за тендерирање? Целиот тој закон е побрзан. Што е проблемот да се деблокира? Во законот има еден дел кој што се регулира со правилник, по кој што целата таја, значи овдека зборуваме за платформа на која што имаме Малмед, Фонд за здравство, Министерство за здравство, Факултет за фармација, приватниот сектор, односно фармацевските куќи се дел, и ние на тој состанок ја заглавивме буквално во последно време работата на правилникот за критериуми за интервентен увоз, кога се брза, за дали регистрирани, нерегистрирани лекови смеа да се увезат. И целото тоа овој закон за лекови го кочи. Од друга страна, без законот за лекови да се донесе, без законот за фонд, односно за здравствено осигурување, и без да се ревидира, ние не сме ни стигнати до тоа да се ревидира, не знам дали таа платформа ќе го ревидира делот со тендерите или можеби ќе има некоја наредна, за тоа дали треба тендерите од здравството да се тргнат од процедурите кои што се целосно, нели, за тендери ист. Сега тука имам уште еден проблем, кој ќе биде надлежен да ги контролира, дали треба да се промени тоа до тој степен да вие оставите самите директори на клиники да одлучуваат. Значи тоа е веќе една процедура која што навистина на многу нивоа треба да се, меѓутоа мора да се разгледа и да се најде решение. И повторно слушам, нели сега во тек рече министров веста да дадеме најскоро дека се прават анекси на договорите за да се набави потребната терапија пак за гледачите, за пациентите. Да кажеме со некоја најава гаранција дека наскоро ќе биде обезбедена терапијата. Маријанови, какви се трендовите со бројките? Го спомнавте регистарот, тој регистар веќе е готов? Не. Се прави. Ова е само регистар кој што па ние ова го говориме за регистарот со години. Не на децени, не децени. Ама посилни ветувања слушнавме изминативе 1-2 години дека се прави базата, дека се собираат податоците. Базата и податоците ја има исклучиво клиниката за онкологија. Па добро, што е проблемот да се направи регистарот? Значи тоа е прашање кое што ќе го поставите на министерот за здравство. Тоа е централизирана институција, не е баш така. Не е баш така, каде се приватните? Кај нас приватните не се поврзани со системот на јавно здравство. Ние не сме поврзани. За какви приватниците? Јас зборувам за пациентите што примаат терапија. За нив не можеме да имаме ни увид. Имаме ли увид за нив? Имаме. Оние кои што се на онкологија ги знаеме точно по број, по диагноза, по се. Меѓутоа, каде се јавува проблемот? Ви имате онкологија и на Жан Митрев, имате онкологија и во Систина. Тие пациенти, кога ќе стигнат до оваа терапија која што чини од 5000 евра па нагоре, се враќаат на клиниката за онкологија за да ја примат таа терапија. Знам на колкав корпус на пациенти е тој. Колкав корпус е? Колку значајно може да ги смени проекциите во буџетирање од 10 милиони евра? Може.
Сега веројатно не се стотици пациенти. Регистарот за пациенти пациенти сензитивна болест која што граѓаните знаеме дека 99% завршуваат на државната клиника сега, така? Многу Да, мал меѓутоа, процентот што регистарот мора да биде комплетен од сите институции. Добро, и кој е проблемот? Приватните ли се проблем? Не се, значи целосно, за да имате вие регистар треба да имате следливост на не е поентата да вие само ги преброите пациентите. Ние како пациенти, како бројка и ќе ги имаме. Меѓутоа, ако не можеме да направиме анализа како оди метастатската болест кај пациентите, каков е ефектот од терапијата, во тој случај постојано ќе губиме пари во неповратна информација. Вие дали некоја пациентка прима рибоциклин, најважното е да знаете каков е ефектот кај таа пациентка. Така? Дали на долгорочни стази тоа покажува резултати, дали не покажува резултати, дали во која фаза се дава. Добро, Маријановиќ, вака ако говорите некои пациенти за жал ја губат битката, ќе ги нема додека да се направат тие анализи, други пациенти вака сега, ќе се пријават. Да не се разбереме погрешно. погрешно. Да сликата, например, во моментов каква е состојбата со тој регистар, до каде е тој регистар кој треба да ни биде база и основа и за проектирање на пари, и за трендови, и за наука, и за математика. Од клиниката за онкологија од 2025 е детален, точен до последен пациент. И какви се бројките, какви се трендовите изминативе години? Јас ке мене ги имам само за меланоми, за бели дробови и дојка, веќе ви споменав некој. Во 2025 меланом имаме 514 пациенти, ново диагностицирани се 174 од тие. За разлика од тоа, 2024 сме имале 20 пациенти помалку ново регистрирани, меѓутоа преживеани 446, што е помалку од 100. Во 2025 година се донесоа нови терапии за меланом, кои што ова веќе покажува, резултира, бидејќи бројките, ако се вратиме во 2022 се 300 преживеани, што значи дека онаа нова терапија во меланом на вистина веќе се гледа дека има. Добро. И најголемиот можеби скок е во ракот на бели дробови, кој што мораме да бидеме најасно дека е еден од да речеме страшните, најчесто со релативно лоши прогнози во светски рамки и со најскапа терапија, апропо целиот тој разговор. Меѓутоа, во 2025 на 718 нови пациенти ние имаме преживеани 1743 пациенти, за разлика од 24-та, каде што на истиот број ново диагностицирани пациенти, бројката на преживеани е за 100 помалку, 200 претходната година и значи и овдека имаме на вистина една нагорна линија, што значи дека пациентите во порана фаза ја добиваат. Сега, за да зборуваме за реални преживувања и за подобри резултати во Македонија, клучно е скрининг програми и превенција. Нешто што во оваа држава апсолутно не функционира. И се додека ние немаме скрининг програми за канцерот да биде детектиран во прва и во втора или уште подобро во нулта фаза, јас верувам дека дури за некоја година ќе се соочиме со фактот дека оваа држава нема да има средства за терапијата оди напред, цените се повисоки, нели како што знаеме, нема да можеме да се лекуваме воопшто и дури тогаш ќе зборуваме дека овие бројки од сега можеби биле и добри, ри тоа што без скрининг програми, без рана диагностика, без превенција, ние само пробуваме да, нели, повеќе пациенти доаѓаат во поодмашна фаза и тоа не е добро пред се за пациентите. Да, се најавуваше многу и навистина таа превентивна заштита, рано откривање, може би треба да се размисли по сила на закон да биде облигација, да биде за одредени старосни категории на граѓани, за и по род, и по возраст. Сакам да кажам, кога системот ќе не научи на таа здравствена култура, самите тоа да го правиме, сега го немаме, го немаме тој однос, само иницијативно. Прво немаме капацитети. Зборувам како граѓани. Прво како граѓани говорам, па потоа како систем. Ајде ќе зборуваме за пациентите со дојка. Вие имате една плејада на пациенти кои што ќе напипаат нешто, значи со само преглед, не се во можност да најдат термин. Завршуваат на приватно.
За која скрининг програма ние зборуваме? Ние имаме обиди во 2024-2023, мислам дека почна за скрининг програма, меѓутоа, додека не се створат капацитети и патеки, значи, џабе мене радиологот ми го нашол канцерот, ако не постои патека во системот, каде јас послем таа диагноза, одам. Па нема кој да го прочита резултатот. Прво, не сме стигнати ние до резултатот. На патологија има, фала му на Бога, кој да ги прочита резултатите. Меѓутоа, вие прво треба кој ќе ви ја направи таа биопсија. Па од тука, патеката не само за канцерот, за меланом имаме солидна патека и за бели дробови имаме солидна патека, ама таму немаме скрининг програма па воопшто. И за дебело црево патеката е позната, меѓутоа исто имаме недостаток. Значи, ние прво секогаш се обидуваме во оваа држава да направиме нешто без да од почеток до крај размислиме како тоа вистински да се направи за да даде вистински резултати. Комплексно прашање, но самите велите немаме време за чекање, можеби овие бројки за некоја година или деценија ќе изгледаат и оптимистички во отсуство на овие скрининг програми и цела логистика на здравството за да ни обезбеди право до пристап за, навремено откривање, за третман и така натаму. Сакам да ве прашам при крај на разговорот, што се случи со таа дисперзија на пациенти и на кадри? Беше Тетово, па беше Битола, министерот ја посети, мислам, имаше Штип исто така некој капацитет за 8 септември, да не говорам од пред можеби 2-3 години се поминати од оние снимки како салата е подготвена за третман како дневна болница, како се вели, за прием на пациенти. Гужвите си останаа. Вака, јас по тоа прашање имам, јас децентрализацијата не баш ја сакам, ја велам дека повеќе ни треба ресоциализација, него децентрализација, меѓутоа Тетово функционира. Меѓутоа тоа е центар кој што во моментиве функционира, Простата, Гради функционираат. 8 септември исто така почна да работи. Значи почнаа да работат двете докторки. Битола се уште не работи како што треба, одат доктори од онкологија секој петок, значи имаме доктори од онкологија кои што одат таму. Штип, да не го не дискутираме, тој не е ниту функционален, нити може да стане центар. Каде се ова проблемот? Вие прво треба да им ја вратите до вербата на пациентите, дека доколку отидат во овие центри, ќе добијат иста грижа како на онкологија. Тоа не се прави без промоции, без докази, без реални резултати од една страна. Од друга страна, клиниката за онкологија со бројките, со капацитетите веќе кубори. Доброто е што трет спрат е таму веќе во... Спратот го има, се прават напори за тој да стане дневна болница, да ги зголеми капацитетите, веќе направија некои претумбации, повеќе простор за преглед на пациентите да има. Меѓутоа, за да се растерети и онкологија во смисла, делумно ја растеретивме со терапијата која што може да се подига од аптеките. Нешто се зборува дека оваа година ќе се успее и делот простата можеби да се префрли во аптеките, да се подига терапијата. Од друга страна мора да се направи и пак тука е системот, не е проблемот онкологија. Вие знаете како, ако еден пациент треба наместо еднаш да отиде на онкологија за одреден термин или преглед, ако треба да се врати 3 пати на таа клиника, тоа значи дека 2 пати не потребно доаѓа на таа клиника и прави гужва. Дали тоа било за да закаже термин за магнет, дали било тоа за петскен да закаже термин. Ама што да прават луѓето? Доаѓаат за термини, мора да чека, мора да дојде, мора да дојде до докторот. Апсолутно, јас не ги кривам, јас сум дел од тие пациенти, не се пациентите криви. Во ходниците да седи, апсолутно. Зборот ми е, доколку Министерството за здравство не почне да работи на овие капацитети, во смисла, ние се уште немаме во мој термин листи на чекање. Што значи, наместо да се прават постојани гужви, мој термин треба да креира листи за чекање. Сестрите ги внесуваат во систем, самиот систем си креира листи на чекање и се влечат пациентите. За петскенот веќе се докажа дека треба да се зголемат капацитетите. Јас се надвам дека нема да се направи грешка да се купи камера без претходно да се обучат тројца доктори, или тоа што доколку го немаме кадарот, џабе ни е камерата. Скапи апарати кои стојат по подруми и не се камерата не ни треба. Значи прво докторите па да се зголеми капацитетот на камерата, на снимањето. Од друга страна да речеме делумно добар пример е скенот на коски, каде што интерно клиниката
си направи своја листа на чекање, па таму вие го зимате упутот, ви го даваат од онкологија, вие си го носите на клиниката, тие ве ставаат во својот систем и од тука понатаму се чека неверојатно по 3 до минимум месеци, меѓутоа барем се знае начинот на чекање. Во 21 век решение да пациент дојде на онкологија, го земе упутот, го носи на друга клиника за да си закаже термин, е апсурдно и смешно и се додека ние немаме систем кој што циркулира дигитално, ние ќе се соочуваме со луѓе кои што се постојано, нели, и да не сакаат, мораат да доаѓаат на клиниката постојано. Има некои бројки, на пример, колку се дисперзирани пациенти, еве ги спомнавме Тетово, Битола, и прашувам таму сепак не се дава оваа скапа што ја говориме имунотерапија. Ништо. Значи таму се дава основната терапија на пациентите. Сега во еден период јас не знам, значи воопшто не ги имам бројките од тие центри. Под број 1, под број 2 не знам кои буџети им се доделени на тие центри од страна на фондот за набавка. Во минатото знам дека постоеше делотерапијата која што во Битола можеше да се набави, меѓутоа тоа сум со сигурност дека оваа година немаше, од проста причина што таму немаше доктори кои што или ако има, нека ми опростат, нели, ако грешам. Тука и тоа зборуваме дека и пациентите од овие центри, кои што се надвам дека клиниката за онкологија можеби и ги знае и ги има, меѓутоа па немаат обврска тие центри да ги доставуваат бројките на клиниката за онкологија, бидејќи се засебни центри, тоа е децентрализацијата. Ама говориме за стратегии на ниво на државата, пак и таа Тетовска болница е дел од јавното здравство, и Битола и Штип се дел од јавното здравство, и сега малку ова теза немаат обврска, имаат за да знаеме колку, во смисла дебатирам со вас, не може тоа да биде изговор, така? Јас затоа го кажувам зашто е битен регистарот да биде на државно ниво, а не на ниво на клиника. Бидејќи ние во моментот имаме на ниво на клиника во овој момент. Секој пациент кој што ќе дојде од овој центар, од 8 септември, од приватниот сектор, е нов во системот. Ме разбирате што сакам да кажам? Ве разбирам, значи, се регистрира како нов, па и пациентите еве и од Тетово, и од Битола, и од тие клиники што завршуваат тука кога говориме за имуно и биолошка терапија, нели таа поскапата терапија. Проблем има. Навистина, жалосно е да сведочиме дека со децени ова не може да се реши. Навистина, малку за елементарни некои работи, за некој достоинствен начин да се чека во чекална за да се влезе кај доктор, а да нема непријатна миризба во ходниците. Јас морам брутално ова да го кажам, бидејќи за жал бев приморана да бидам на таа клиника и да одам на таа клиника во одреден период. Достоинство, освен редовни лекови, нели, и столче за во чекалната, малку и достоинство за тие луѓе, не верувам дека немаме инфраструктура. Немаме. Немаме. Зборувам за пренамена на одредени клиники, зборувам за ротација, за самата зграда, за капацитетите втор, трет, кат. Верувам дека има можности. За да се интервенира, малку да се подобри, да малку тоа све некако сега, да знаете заличи. Како, тоа веќе не знам како тоа да го кажам, вие оваа година на клиниката на онкологија ние имаме 2 нови плюс чекални. Џабе чекалните кога имаме еден мал ходник во кој што се чека пред да се влезе во дневна клиника. Ама чекаат луѓето од страв да не можат да влезат. Не, апсолутно. Иако јас гарантирам дека на онкологија не се случило да пациент треба да прими хемотерапија во таа дневна болница, да било која сестра го вратила откако и завршило. Прво има дежурни и да не се заврши во до нивното работно време, наредната смена превзема. Апсолутно, не го спорам ангажманот на вработените. Вие кога имате толкава бројка и толкав ходник во кој што се чека, е неизбежно. Значи, затоа ние и во разговори со директорот на онкологија зборуваме да тоа биде скроз на горниот спрат, кај што нели вие прво ќе имате една огромна голема чекална, нема да имате тесно грло, за да имам, простор и достоинство за пациентите, да не треба да се сите во тој еден ходник, каде што чекаат. Прво чекаат за дигестивен тракт се тука, па чекаат за водневна болница, па чекаат за хемотерапија. Значи, самата клиника, онака како што во овој момент е концепирана, тоа е, еден дошол па доградил па направил и слично,
треба, меѓутоа најверојатно не знам, пак се финансии во прашање зошто некој не зами не ја сруши до темел и не ја направи од почеток. Се надевам дека во 2026 ќе имаме напокон, да речеме, на горниот спрат една нова просторија, па долните спратови ќе се растеретат. Меѓутоа, знаете како? Проблемот е од бројката на пациенти. Сега, знаеме тоа, трендовите, овие бројки треба да ги амортизираме, треба да ги забавиме, треба да ги запреме. И 3 ката на онкологија да се преадаптираат, тоа нема да ја поништи реалноста, дека и горе ќе чека 200 луѓе и доле, и на трет кат и секаде. Се додека немаме скрининг програми, онаму каде што може да има, превенција онаму каде што може да има, значи тука станува збор за дигестивен, постои превенција нели од пушење па од бели дробови, ако тука може да дискутираме Македонија и загадувањето, ама ќе речеме дека пушењето е голем фактор и тука има сериозна превенција. Спорно, така е. Од друга страна, сервикалниот и ХПВ вакцината се канцер кој што светот вели нема да постои, ќе непостоечки веќе, а ние имаме вакцина, никој не се вакцинира, значи додека не го направиме тој, додека немаме скрининг програми кои што ќе дадат резултати, да пациентите се диагностицирани нулта, прв стадиум, ние ќе ги бркаме бројките. Проблемот не е на клиниката, проблемот е на државата. Не. Значи проблемот апсолутно сега, претходно, знаете како, јас кажувам, имавме ние проблеми на таа клиника, како се одлучуваше за терапија, која терапија... Ама сведочиме на судски процеси, на сето тоа, значи сега во овој момент, барем јас сум, си дозволувам да кажам, постојат конзилиарни мислења, се одлучува на еден поинаков начин за терапијата и тоа влива една сигурно. Меѓутоа, ние се да промениме на таа клиника, доколку овој здравствен систем не почне да размислува како скрининг, превенција, патеки сериозни, тумор бордот сериозно да почне да функционира по сите основи на сите нивоа на канцерот, не само на одредени групи на канцери, од една страна, и од друга страна, може би терапиите одат напред. Вие светските терапии сега веќе велат дека таргетирана терапија. Што значи дека ќе се анализираат секој тумор посебно и ќе се дава конкретна терапија. Таргетирана, а сега тоа е исто така друг проблем кај нас. Така, тоа е. Има некој зачеток за да се направи таков борд во Македонија, што е одлично, за да може да се детектираат, меѓутоа ние пари за таква терапија нема. Да, мора да завршуваме, немаме бидејќи имаме огромен број на пациенти. Немаме ни доволен буџет. Во оваа крупна слика таргетот е овие бројки да ги читаме се помалку и помалку како број на пациенти на годишно ниво, дека ги имаме помалку новопријавени со рак. А тоа може нели да не се повторува. Бројките можеби на ново диагностицирани се во рамките на тоа што е во светот, значи нели во проценти, меѓутоа во кој стадиум се овие луѓе диагностицирани е клучното. Па добро, пак е тоа дел од приказната за навремено откривање и превенција, така? Точно. Повторно, бидејќи во терминална фаза, значи поскапа терапија до последен момент, но трае а во овие превентивните... И тука веќе да не почнеме дека ние и палијативната нега во Македонија, како се третираат пациентите во терминална фаза, како се разговара со овие пациенти, тоа е една сосема друга тема која што мислам дека во Македонија немаме во моментиве капацитети да се зборува. Јавна врска е да се бориме за ваквите теми во името на пациентите, сите ние сме потенцијални пациенти. Апсолутно, ние, јас како што реков, како здружение на вистина многу напори вложуваме. Јас не знам колку состаноци веќе имавме и колку трибини правиме. Населението од една страна мора да сака да се едуцира, од друга страна се надевам дека само ќе ја продлабочиме соработката со Министерството, посебно оваа година, за да можеме да работиме точно на овие патеки, протоколи и слично. За да се издействува или некое решение, нешто подобро да се направи. Ана Маријановиќ, Хемонко, благодарам за овие 30 на минути. Ви благодарам многу. Да. Почитувани, овде завршува Аргумент Плюс, од мене е пријатно.